Здраво на сите, ова е уште едно издание на емисијата Во гаража. Претходната емисија снимавме исто со ова возило со замена на амортизери на 5 врата. Ќе продолжиме со ова возило со дефект на заден лев штоп. Значи можеме да увидиме, значи собирва вода и да отклониме дефект. Значи ова возило нема заден лев штоп, така ми известија, а можеме сега да пуштиме контакт и светло, да видиме дали е тој дефект. Да. Значи десниот е окей, левиот има проблем. Значи одиме со исклучвање на светлото. Број 1. Значи то сега го сервисиравме. Одиме со отварање на штопот. Значи со отворот претежно новите возила излегват цели фарови. Назад има штрафови, се одвртват и кога се извлекват штоповите, само внимателно. Значи малце со клигнување лево-десно, има осигурачи. Ете, излезе. Значи има осигурачи во шасијата и се прицврстува на еден штраф. Кога ќе отвориме, мораме да увидиме кај е проблемот. Значи во овој момент гледаме проблем недобро диктовање гумица со шасија. Можеме да видиме и колку има вода во него. Сега ова ќе го извадиме фарот. Штопот, извинете. Фар е преден, штоп е назад. Има вода многу. Одиме сега во умивалникот, да отвориме овде, да пуштиме водата. Овде има доста вода. Ќе мора да го исушиме. Значи видете сега овде каков проблем имаме. Значи овде ќе мораме да ги чистиме овие електрични водови, да замениме сијалици, да го испрскаме со заштитен спреј, исто така и мораме и фарот да го прочистиме од таа рѓа и нечистотија, а после тоа ќе изрежиме сунгерче или ќе го прицврстиме по-силно на гумица, за да можеме да бидеме сигурни дека утре другиден пак дефект нема да направи. Значи во овој момент ќе ни треба малце топла вода и компресор, за да можеме да го прочистиме добро. После тоа ќе го издуваме со фен, за да излези таа водена пареја од внатрешноста, за да можеме да имаме идеално светење. Значи во овој момент, како што ви реков, ќе мора да го измијаме првин од грубото. Ќе внимаваме на горниот дел да не влези вода. Дека можеме да видиме овде каков е штопот. И сега како што влегвало од овој дел, заштитниот дел на гумичката, после таму на возилото ќе објаснам. А првин мораме да го санираме електричниот дел. Значи електричниот дел колку што можеме со рака слободно можеме да го испериме со вода. Ќе го прочистиме со челично чепче и ќе мора да го isфарбаме да не предизвиква корозија повторно. Сега ќе ги извадиме сијаличките. Во вакви ситуации, значи ќе ни треба клешта тука, за да ги извадиме. И овде е пожелно овие што се кородирани да се заменат со нови. А во меѓувреме ќе кажам отприлика како се испитуваат едни сијалички.
Ќе мора добро да го испериме и да го исушиме, да нема влага. Значи влагата предизвиква корозија, а таа корозија нема добар контакт и штопот не свети. Ќе го ставиме таму на маса, на работна маса, потребни алати, значи се знае шпицангла, моторцангла и челично чепче. Овде да видиме сега што можеме да помогнеме и да спасиме. На овој момент овде имаме проблем со пипки на влезната струја. За да не го купувам ова, јас сега ќе ви прикажам со нови сјалички, првин да го средам овој дел, со нови сјалички према маса ќе залемиме жичка, за да го заштитиме овој штоп, дека како овој посебен дел нема шанса да го најдеме во трговија, ќе треба цел штоп да го купуваме, за таа работа да не давам и накнадно големи пари, големи средства, ќе го санираме истиот. Сега прески што ви напоменав, да ги видиме сијаличките, значи имаме повеќе врсти на типови на сијалички, значи овие се за обично светло и плюс имаме појачено светло за кочење. Кога ќе притисниме на кочница, има појака светлина, значи имаме 5 вати со 21 ват. Значи 5 вати е кога ќе пуштиме позиција светло, не означува значи позади штоповите дека има возило, а доколку кочиме, тој е 21 ват, од причина што да можеме таа светлина и во на дневна светлина да ја заприметиме светлината. Доколку е 5 вати ќе биде многу помалце, во денски нема да си приметваме кога кочи возилото. Значи тоа е со двожилно. Имаме положба на рикверс, да видам само на светлото. Имаме жмигавец, значи овие ќе одат со нови двете. Ова е во ред, ама не е во ред, ќе заиме униметар. Значи го местиме униметарот на омажа. Ги добилижваме титка во ред. Ова сијаличка и таа не е исправна. Ова ја не е. Значи сите се прегорени сијалички. Значи не прави никаква омажа. Овој цел сет го заменуваме со нови. Во меѓувреме јас еден од вработените ќе пуштам да си оди во трговија, а да го правам овој дел. Ќе видите како ќе оди тековно. Значи во овој момент сега овие што се електрични водови од самата влага имат кородирано, иначе претежно тие се со направени од метал што не раѓосуват, ама поголемо време на седење во вода имат оксидирано и кородирано. Значи затоа ние таа рѓа ќе ја отстраниме. Сега тука треба да отпаднат некои елементи. Овој пипец овде не може да постои поќе, од причина што е кородиран. Ќе го отстранам и ќе видите како ќе направам. Ова е мал совет од мене. Исто и овој контакт ќе го отстраниме. Тоа е плюс. Надворешниот дел е стално минус на сијаличките, ама нема никаков проблем и да го смените поларитетот плюс-минус, тие сепак ќе светат, да знаете. Значи нема никаков проблем, не можете ништо што да му нанесите дефект. Колку што можам ова да го отстранам. Значи внатрешниот пипек е веќе кородиран и уништен
во овој момент ние доколку ставиме сијаличка, нема шанса да функционира. Ќе мораме на сијаличките да лемиме жички и да ги пуштиме овде директно на еве ги овие пипки што се внатре. Ова го враќаме на истата стара положба. Тоа е во ред. Сега ќе одиме малце со прочистување со клинер. Доколку чистите со овој клинер, ќе ве замолам, внимавајте од искра, дека е многу запаллив. Ова е во ред. Сега малце ќе го продуваме со воздух. Сега ќе извадиме и оваа гумица од тука, доколку е залепена, доколку е залепена нема да ја корниме. Залепена е, нема да ја корниме. Значи поголемиот дел од влагата веќе со компресорот ја отстранивме. Сега ќе одиме со фен, ова е индустријски фен. Прави поголема температура и со овој исто така внимателно. Тие што работат со фарбање со коли, веќе му е познат многу добро фенот. При помош за ваква работа. Значи ствара многу висока температура. Не е како домашниот фен. Разбива, може значи и хартија да запали. Ние ова го загреваме сега потполно да испари влагата, за да можеме да ишприцаме тука на овој дел, за да не дојди до повторна корозија. Ова првим го спремаме делче, после тоа и ќе имаме време и за штопот со пластика таму да го прочистиме и тоа исто така. Колку што можев ја одзедов таа корозија и ќе нанесам спреј да не кородира. Ова е веќе прилично сув. Сега одиме со прочистување на гумицата. И таа треба да оставиме да се исуши, да нема влага. Дека мора да има некој проблем доколку приметите на штоп, на фар, доколку има влага или гумичка некоја не е соодветно наместено или е пукнат негде. Значи ова ќе оставиме да се исуши. Значи овие водови овде нема добар контакт. Сега кога ќе наместиме сијаличка, ќе залемиме по една жичка и ќе ги залемиме на истите водови кај што земат струја. Значи земаме најчесто мат спреј за овие работи, брзо суши, ќе го исклацкаме, повторно уште еднаш ќе го загредиме површините кај што треба да ги нанесиме од него. Најпоќе да внимаваме на овие водови тука, кај што се уклучват, таму исто на колата ќе провериме. И после ќе ви кажам исто така како да се спасиме од ваква работа. Значи еднаш да го извадиме овој фар и наредниот пат обавезно ќе полни вода и ред други работи. Сега јас велам таму спас за таа работа е да се става силикон, значи отпорен на вода и ќе немаме никакви проблеми. По меѓувреме можам и малце и спрејот да го загрејам, ама внимателно дека ова е под притисок.
не со голема температура. Сега му нанесваме спрејче, ради да не иди до накнадна корозија, да ни го оштети пак штопот. Ова ќе го ставиме за 5 до 10 минути, ќе биде суво и ќе го дувниме уште еднаш со фенот. Како што напоменав, гумицата и таа ја избришав, за да биде сува. И одиме со прочистување на штопот. Овој спреј поќе не ни треба. Тука сакав нешто да кажам, ќе избегнувате со облей клинер прскање на пластика, од причина што е топи, ќе ја матира пластиката, после тоа ќе треба да купувате нов штоп или било што, доколку прскате директно на пластика кај што е видлива и светла. Сега одиме со шпицангли, овие клешти, и со некој крпчина за да го прочистиме внатрешно фарот. Значи за ова чистење најчесто се употребуваат некои жици со крпчина така памбучни, да внимаваме да не го оштетиме внатре делот од пластиката. Сега колку што можеме ние во овој момент да прочистиме кај што се сијалиците. Значи на овој дел ќошовите не можеме да ги фатиме толку идеално. Кај што лежат натре сијаличките веќе ги прочистивме. Е чисто. Сега ќе ги издуваме со компресор. Овде има талок од кал. Најчесто компресорот е многу добра работа за овој дел. Сега доколку не излегва рѓа, пак ќе мораме да го прочистиме со вода, ради кога ќе се засуши внатре да не останат тие флеки од рѓата. Сепак нешто, некое средство, течен сапун, сјај можеме да употребиме. Сепак тоа средство продира внатре. Веќе ни набавија сјалички. Тука, како што ви кажав, сега ќе видиме овој дел што го шприцавне. Тука, како ќе одат сијаличките. Значи, овде како што е прикажано, мислам како што ќе ви прикажам, овде имаме со два пипка контакт, тоа е, значи, треба сијаличка со две жили, со две влакна, така речено. Тие се од овој тип. Можеме да видиме, едниот контакт е подолу, едниот пипек е подолу, другиот е погоре. Кога ќе ставаме, треба да заприметиме кој пипек е погоре, кој е подолу, за да не силуваме многу да ставаме по тоја ознака се познава на кој пипек да застани, плюсот дали на 5 вати или на 21 ват, како претходно што објаснав. Значи тука сега имаме уште едно сијаличе. Мало колку вати е ова, срема да прочитам. И ова е 5 вати. Тука кај што се со еден пипек, двете испакнатуни се на иста висина. Тука нема шанса што да сгрешите. Тука имаме сега едно мало и едно големо со едно влакно. Едно е жмигавец, ова е 21 ват. Сега, тука те треба аливата да ја уклучам
и да припремам жички. Сега унапред ќе ви кажам како ќе го средиме овој дел. Значи овде имаме плюс, овде имаме маса, плюсот ќе го залемиме, ќе го прогниме и кај што е плюсот контакт, кај ќе направиме чиста површина и ќе залемиме со кала, исто и на другиот дел. Ова е причина што да го спасиме овој штоп, да не фрламе пари. Значи, ако не чини контакт, то автоматски треба нов да земаме, а прилично е скап. Во меѓувреме ја уклучи фајвата да ни загрева, значи за да можеме да ги залемиме сијаличките. Значи фарот, штопот, извинете, го претежно се користи потопла вода, го издувавме со компресор, па природно да се засуши, па пак со компресор, па пак со фен, така наизменично на ден дојдеме до многу грејање да го оштетиме. Во исто време, значи, работиме на 3 положби сега, за да можеме најбрзо, колку што може во најкраток рок да го способиме возилото да се движи. Во овој момент, значи, уште во вадењето на штопот, увидовме дека на овој дел пропушта вода, значи нормално, секое возило се цеди, измеѓу него на електричните водови и внатре се полни со вода, затоа сега ќе почнеме ние со сјај со некој дел со сунгирче да го прочистиме овој дел, исто со фенот да го засушиме и повторно ќе го диктоваме кога ќе го комплетираме штопот со силикон, за да не имаме вакви несакани дејствија, а исто така и на другиот фар ќе го отвориме. Сега ќе почнеме со работа да го прочистиме тој дел. Одиме на оваа нечистотија, мора да ја отстраниме. Значи на овие видни места сега овде кај што чистам. Ќе го прочистиме за да биде чисто и суво, кога ќе го нанесиме силиконот, за да не дојди до продирање на вода во штопот повторно. Да ги прочистиме и тука контактите. Значи, еве ги, овие спојои тука ќе бидат. Значи, имаме два странични, централниот и крајниот со штраф кај што се откачва штопот. Сега, доколку утре други ден повторно некоја сјалица ни прегори, ќе можеме, кога ќе откачиме штопот, да го тргниме силиконот, значи не е толку крута врска, може слободно да се тргни настрана и повторно да се врати назад, ама задолжително ќе мора повторно да се стави силикон. Значи сега ова, како што реков јас, еленската тука пак може да ми притреба. Ќе одувнам со компресорот. Така, поголемиот дел од влагата да се тргни и ни стига фенот. Те го издуваме, за да може влагата да се суши скроз. Доброто, супер. Исто ќе продолжиме сега и на фарот, и надворешно, и внатрешно, и повторно со компресорот ќе издуваме влагата. Значи, ова поправка сега што ја вршиме ние претежно оди сигурно преку еден ден. Во летен период ќе немаме толку отежнување да излезиме оваа влага внатре. Да истисниме, ама сепак задниот дел има од кај да диши таму, ќе ви кажам, природно ќе се исуши. Значи не е во 100% затворен. Има дел кај да се лофтира. Повторно сега одиме со компресорот. Значи загреваме и дуваме со компресор за да можеме побрзо да ја извадиме влагата од внатрешноста и го оставаме повторно да се испарва. Значи ова е задниот дел. Овие се водовите од тука што може слободно да испарва таа влага.
Значи, доколку има остани некоја капка, нема проблем. Се. Почнавме ние со, уствари јас, нема ние, во множина, извинете. Почнав со лемење на жички. Сега ќе ви прикажам како на најлесен начин да се заврши оваа работа. Мора да првим да ја залениме жичката на краевите. И како што напоменав претходно, значи средниот дел на сијаличката оди плюсот, доколку го смените полот плюс-минус, нема никаков проблем. Значи таа и плюс и минус секако ќе свети. Сега да не го сгрешиме, значи обавезно ќе задолжително да видиме и која насока е, значи овде имаме жмигавец, овде имаме рикверс. Го пробираме плюсот. Тука сакам да кажам обавезно за жичка да не ставаме некоја многу танка. Дека за жмигавецо имаме 21 ват, доколку кај ова што е 5 вати, таму може и послаба жичка, ама ние ќе ставиме од истата жичка. Малце подолго ја пуштив, ама нема врска. Ќе ја извлечиме. Значи сега го гледам истиот вод, да не сгрешиме, кај што оди плюсот. Исто така ја залемуваме плюсот жичката. Сега од истата жичка ќе ставиме минус. Така. И одиме на истото поле. Значи сега е тука црно фарбано. Ова е маса, ова е маса, ова е маса. Приближно на овој дел можеме исто така да изгревиме, да направиме чиста површина и да ја залениме минусот. И доколку дојде до исто прегорување на сијаличка, ќе мора повторно да го направиме ова со лемење. Не е ништо страшно. Битно да поминиме со поевтини пари. Сега мал проблем ќе ни биде, доколку ова на пат не можеме да го смениме, ќе мора на електричар со кај што има ајва да ги одлеми жичките и да стави нова сијаличка, кој што нема никаков проблем. Значи ќе ги залениме, ќе го уштекаме джекот, ќе прсниме контакт спреј. Одиме со другата сијаличка. Значи оваа жичка сега што ја пуштавме е во плюс. Значи тоа е овој контакт. Одиме на овој горен дел. Можеме да застужиме тука. Значи затоа и го фарбавме ова, да не дојде до повторна корозија и да не го оштети штопот повторно со рѓа. Малцет водо ќе опуштиме во плюс. Сега ќе гледаме овие водови што ги ставаме да избегнуват ова дека сијалицата нормално има грејно тело. Малце е проблематично тука за лемење директно на сијаличката, дека тој материјал е малце како вид на прохром или некој друг материјал. Сега е масата, можеме на овој дел слободно да
Исто застружиме и да е така. Значи сега е заедничка масата на овој дел. Да земам контакт спреј, да ги чистам контактите и на дворешен елемент да пробаме дали успешно ги заленим. Значи во овој момент најбитно е сега да ги изчистиме водовите. Значи тоа е овој спреј. Значи имаме спреј, контакт спреј за водови. Дека ова прилично беше влажно, мора да ги прочистиме. Да имаме добар контакт. И пред да го затвориме цел фар, не фарот, преески фар, ама тоа е тоа. Унапред, пред да го склопиме, да провериме значи во овој момент функционират сите сијалички. Претежно тоа го правиме од причина што да не собериме, а да не ни свети. Значи сега го тргаме настрана и уште еден совет овде ќе дадам. Овие жички што се сега наместени, мораме барем со некое лепило да ги имаме ни овде еден патрон. Течна пластиката се вика. Најчесто за вакви работи ги употребуваме. Дека може да биде од сијаличката да дојде вода до грејење и да ни направи штета. Во овој момент ние ќе ги прицврстиме жичките со ваков патрон и да немаме проблеми. Да не можат да се кренат горе, да дојдат до сијалицата. Знаеме дека сијаличките стварат топлина. Колку што можеме да ги прицврстиме. Овој дел е супер. Одиме овде со овој дел да го вметниме. И ова е заштитна гумичка од влегување за нечистотија тука. Ова ни е спремно. Одиме сега повторно уште еднаш да го загрееме штопот. Значи целосно ни ќе ни треба многу повеќе време за да исушиме оваа пареја однатре, ама како што ви кажав, значи на задниот дел има отвори. Во летен период сакало веќе само ќе се исуши. Ама во овој момент колку што можеме да го ја изписниме оваа влага. Значи ќе остане многу малце. Одиме веќе со склопвање. Сите жлебови треба да бидат притиснати. Има на сите жлебчина, има гумичка и сега како што реков, од овој дел има вентилација на фарот внатрешно во возилото. Значи со текот на времето овој дел веќе иди спрема како што беше, колку што можеме веќе го саниравме, иди идеално. И сега повторно ќе ви кажам, значи за овој дел да го вратиме вака, за кратко време првиот дожд ќе се наполни повторно со влага. Значи ќе одам да барам силикон да најдам. Значи претежно со силикон или жива гума. Доколку имав нежива гума, можев да наставиме на овие, ќе ви ги кажам кои се тие критични точки, да нема шанса повторно да се полни со вода.
Значи ќе одиме со црн силикон ние, во моментот, еве ги тие критични точки кај што ќе ги затвориме. Тие се страничните држачи и централниот. Фактички нас ни правеше проблем овој централен дел. Првин ќе мораме да го уштекаме па потоа да нанесиме силикон. Значи малце повеќе. Така, на овој округло. Значи овој силикон нема да ни направи проблем во вадењето повторно кога ќе дојде да сменуваме сијаличка, тој се откорнува и нема никаков проблем. Значи исто така и живата гума, доколку се нанесва. Значи еве ги овој другиот штраф. Тоа е супер, значи ова влагичка во текот на возењето, кога ќе дојдат потопли времења, тие ќе се испарат. Да провериме повторно. Добро. Значи, гледаме жмигавец имаме, само да провериме уште на штоп. Сега, ради ваква работа да не ни се случи, исто така ќе го обезбедиме и другиот со силикон. Да нема потреба вака исто да го чистиме, од причина што значи можно и да има и овој почетна фаза. Еве го, можеме да видиме. Значи веќе ито има таква почетна фаза со пуштање, ама за среќа држала поќе гумицата. Значи овој дел само ќе го испериме, ќе го исушиме и ќе го вратиме со силикон. Да проверам уште една сега дали функционира. Тоа е окей. Значи во денешната емисија гледавте поправка на штоп. Значи ова можам да речам поправка, не го оправдувам ова, јас кизне колку, ама мораме ради финансиски да направиме и вакви некои работи, што причина да купуваме сега нов штоп прилично е скапа работа. Затоа видовте и околу електрични водови, битно е сега способно возилото да се движи во сообраќај, од причина што имаме жмигавец, имаме штоп светло, можеме безбедно да возиме. Толку од мене, се гледаме во следна емисија.